може ли да очекуваме пат на каматните стапки пред се и за граѓаните, но и за компаниите? Добро, благодарам на прашањето. Коректно вие реферирате кон податоците од Народната банка кои што се фактографија тие покажуваат една надолна блага, но сепак надолна тенденција кај каматните стапки на кредитите после оној би рекол пик кој што се доближи ми се чини до околу 5,5% во текот на 22 и некој период од 23 година. Сега тоа прашање за трендот, оној кој што го видовме, оној кој што сакаме да проектираме како би се движело понатаму, не можеме да го гледаме изолирано од поставеноста на монетарната политика. Се разбира, монетарната политика беше во правец на затегнување како одговор на она што се случуваше со инфлацијата, посебно во 22 и 23 година. Може да се очекува намалување на каматните стапки, но секако намалувањето на каматните стапки нема да биде многу брзо и нема да биде многу драматично. Како што е познато во јавноста, голем дел од каматните стапки, од активните каматни стапки на кредитите се поврзани со, како реферитна каматна стапка, просечната стапка која се пресметува од страната на депозитите. Банките генерално ја следат, генерално велам, монетарната, сигналите ги следат сигналите на монетарната власт, ги следат каматните стапки кои што се дефинирани како референтни во поглед на благаничките записи, депозитите преку ноќ, депозитите на 7 дена и така натака. Но исто така на страната на кредитите не е само прашањето на изворите, прашањето на депозитите, прашањето на монетарната власт, туку во голема мера и кредитниот ризик кој го носат клиентите и какво е работењето на клиентите. Бизнисот секојаш се има желба да се намалат каматните стапки за кредитите, затоа што така ќе се зголеми и инвестицијската активност на компаниите и ние како компанија секојаш се како компании во Македонија сакаме каматните стапки да се намалат, но тие не може да се намалат до некој недоглед. Секојаш треба да се има и развојна компонента и на банките, затоа што тој финансиски сектор мора да биде доста јак и сигурен за работењето на компаниите, ама и постоењето на државата. Така да трендот на намалување на каматните стапки е добре дојден за компаниите, инвестицијските активности ќе се зголемат со намалување на каматните стапки, со унгарскиот кредит веќе се осеќаат некои економски. Да, тоа ми беше прашањето, рековте дека вие не го користите кога зборувавме унгарскиот кредит, но колку ќе се осети со тие пари таа инвестицијска активност? Секоја инвестицијска активност каде што се вложуваат средства во бизнисот, во економијата се осеќа. Трошокот за општеството е поголем од тој унгарски кредит, бидејќи каматната стапка на позаемицата од Унгарија ја плаќа буџетот, односно ја плаќаат даночните обврзници.